Токму така, на тема секојдневие без дискриминација и еднакви можности за жените во секојдневието и во секојдневниот живот. Разговараме на оваа тема со Елена Грозданова, државен советник за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика. Добро утро за вас, добар ден. Најпрво среќен 8 март, денот на жената. Ви благодарам за учеството на информативниот блок на вестите секако на телевизија Нова и моето прво прашање е каква е еманципираноста на жената, каков е процентот? Континуирано минатите години се прават активности, се реализираат политики и програми кои што значат подобрување или унапредување на статусот на жената во Република Македонија и овозможување на еднаквите можности, еднаков пристап на сите граѓани, вклучително и особено за жената, од аспект на тоа дека за секое демократско општество, цивилизирано општество, предуслов е еднаквите можности да бидат обезбедени за сите граѓани, особено и за жените. Во минатиот период направени се голем број анализи и истражувања од страна не само на Министерството за труд и социјална политика при секторот за еднакви можности, толку и од граѓанскиот сектор. И можам да ви кажам дека во континуитет се провлекуваат податоците или процентите, бројките, ако сакате, по однос на она што значи застапеност и учество на жената во образованието, во вработеноста, во пристапот до пазарот на трудот, користењето на интернетот и така натаму. Меѓутоа, можам слободно да кажам дека од аспект на еманципираноста се повеќе и повеќе жените се еманципирани, меѓутоа напоредно со нив секако треба да се работи на оно што значи еманципираност на мажите, односно подеднакво во ист чекор треба да биде заложбата и активностите за да се постигнат еднакви можности и родова еднаквост од обете страни, и од мажите и од жените. Меѓутоа, сепак, податоците кои што исто така ги добиваме и од меѓународните организации, и од националниот граѓански сектор и од нашите анализи, укажуваат дека постои дискриминација во пракса, постојат дискриминаторски практики во сите сфери од општественото живење, почнувајќи најнапред од пристапот до добрата и услугите, исто така во процесот на образованието по однос на она што значи се уште за жал во учебниците има прикажување на стереотипни илустрации или програми кои што се уште ја детерминираат улогата на момчињата и на девојчињата, и во наредниот период ние во моментот правиме таква анализа. Се надевам дека тоа ќе биде надминато. Исто така по однос на пристапот на жените до пазарот на трудот од руралните средини, имајќи во предвид дека многу помалку до нив допираат информации во врска со генерално нивните човекови права, затоа што ако зборуваме за женски права, да не заборавиме, зборуваме за човековите права на жената, многу помалку се активни, многу помалку се пријавуваат за вработување, односно не се регистрирани во агенциите за вработување. И доколку ги прашате или ги ја анализирате таа состојба зошто тоа е така, ќе ви кажат поголем дел од нив дека сметаат дека треба да бидат дома со своите деца и дека и доколку работат, дека сепак нивната заработувачка ќе биде одземена од нивните сопрузи, односно од мажите. Затоа сметам дека во натамошниот период треба уште повеќе да се работи на ова што вие ме прашавте уште на самиот почеток, еманципираноста, сваќањето и препознавањето на човековите права и народовата еднаквост како предуслов за една општа благосостојба во општеството. Затоа што ако имате подеднакви права, подеднакви можности, ако имате подолба на професионалните, семејните обврски во едно семејство, помош и поддршка и од останатите членови во семејството, тогаш ќе можете да се занимавате и да бидете активни и да се занимавате со општествени, да кажам, дејности или пак да напредувате во својата професија. Доколку тоа го немате, секоја жена, па и за мажите исто така, ако ја немаат поддршката од потесното и поширокото семејство, нема да можат да напредуваат во својата кариера.
Така да во натамошниот период мора да се работи многу на ова прашање. За поздравување е фактот што неодамнешната анализа која што беше направена во општина Аеродром по однос на наследното право, односно по однос на собственоста на имотот кај младите брачни парови, се утврди за прв пат дека голем број на млади брачни парови собственички на станови, на возила, на имот се младите жени, односно жената партнер, но исто така и заеднички имот споделуваат меѓу себе. Ви благодарам многу.